Вести на Канал 8. Добар ден. Изборите го поместија датумот на спроведување на екстерното тестирање на учениците. Наместо од 1 до 10 јуни, како што беше закажано, ќе се одржи од 9 до 14 јуни. За поместувањето на датумот, Државниот испитен центар на состанок што се одржа во Скопје ги информираше сите директори на основните училишта во Републикава. Поради изборите на 5 јуни се поместува датумот на спроведување на екстерното тестирање за учениците. Државниот испитен центар, како одговорна институција за спроведување на екстерното тестирање на работен состанок во Скопје, ги информираше директорите на сите основни училишта дека поради одржување на изборите на 5 јуни, датумот на кој законски требаше да се спроведе екстерното од 1 до 10 јуни е одложено за неколку дена. Екстерното проверување должни сме да ја запознаеме јавноста, посебно учениците и родителите, дека ќе се реализира во 4 дена, односно на 9, 10, 13 и 14 јуни. Ваков распоред е направен, односно промена на распоредот е преминената границата на 10 која е поместена во Законот за основно образование со донесување на министерот за образование и наука на посебен календар за активности. Да напоменам дека ова измена е направена поради закажувањето на поредните парламентарни избори на 5 јуни, а знаеме сите дека обично училиштата се користат како изборни места. Со оглед на тоа дека многумина од родителите планираат одмори после 10 јуни, Симбалеви додаде дека за промената на датумот родителите навреме ќе бидат запознаени од страна на оделенските раководители. Поместувањето на датумот на екстерното значи поместување на датумот на упис на ученици во средно образование, зашто дополнително ќе известат директорите на средните училишта. За сега се знае дека објавувањето на прелиминарните резултати од тестирањето ќе биде на 20 јуни, а по разгледување на приговорите, конечните резултати ќе бидат готови на 30 јуни. Оштетувањата на тротоарот од улицата Страшо Ербапче над Стришанска чешма конечно се санирани. Со тоа задоволено е барањето на граѓаните кои подолг период се жалеа дека им е загрозена безбедноста во движењето. Движењето на граѓаните по тротоарот на улицата Страшо Ербапче во близина на Стришанска чешма во иднина ќе биде побезбедно. Пред неколку дена беа санирани оштетувањата на единствениот тротоар што го има оваа сообраќајница, а што се појавија поради пропаѓање на тлото. Бетонските плочки што беа искршени се извадени, а на местото каде што недостасуваа повторно беа прередени. Дополнително е бетониран и дел од пешачката површина. Иако станува збор за мал градежен зафат и скоро занемарлив финансиски трошок за општинскиот буџет, на ваквата активност се чекаше неколку години. Граѓаните повеќе пати реагираа кај надлежните, а дури 4 пати нивното барање беше поставувано и како советничко прашање, со надеж дека локалната власт брзо ќе реагира. Тротоарната површина од десната страна, бидејќи тоа е единствена тротоарна површина на улицата Страшо Ербапче, да биде санирана. Бидејќи, како што рече и колегата, ќе ве замолам ако не еден ден пешки да отидеме таму и да видите колку тешко се движи. Дали ќе бидете, има луѓе кои се болни, се движат по таа фреквенција и значи на место е сето тоа што го реагираат тука. Ова прашање од последната седница на Советот, заедно со сериозноста на состојбата во која се наоѓаше споменатиот тротоар, веројатно ја разбуди совеста кај одговорните во општината, од каде, иако немаше ветување, се реагираше брзо. Работиме со средствата што ги имаме за реконструкција на тротоарите, работиме постепено во сите делови од градот. Овие делови од градот централни да ги завршивме, остануваат деловите на кај пазарот. Очекувам дека ќе биде, меѓутоа не можам да ветам за да не се држиме до ветувањето. Потребата за поправка на тротоарот на Страшо Ербапче беше приоритетна со оглед што се работи за една од пофреквентните улици во градот, на која ова е единствената пешачка врска што води кон болницата и кон населбата Белско Маало. Реакцијата на локалната самоуправа за санацијата е за поздравување, со забелешка од граѓаните дека не треба да се чекат и е долго да инсистираат за да им се решат проблемите. И додека проблемот со тротоарот на Страшо Ербапче е решен, возачите секојдневно се среќаваат со раскопани шахти и ограничено движење со возилата. Таков е примерот со повеќе улици, меѓу кои покарактеристична е Димитар Влахов на излезот од Кочани.
Повеќе од 2 недели трае поправката на оштетувањата на собирната шахта за атмосферска канализација на улицата Димитар Влахов, што води кон излезот од Кочани. Поставените сообраќајни знаци го ограничуваат поминувањето на возилата по едната коловозна лента поради раскопувањето на каналот во кој е сместена решетката. Тоа предизвикува подолги застои и колони на двете страни од улицата, особено во утринските и попладневните часови кога има поголема фреквенција за одење и враќање од работа. Нервоза има и кај возачите и кај патниците кои се симнуваат на блиската автобуска постојка, со што метежот е уште поголем. Оттаму и прашањето зошто е потребен толку долг период за санирање на шахтите, што и не е кој знае каков градежен зафат. Уште повеќе што истата активност се реализираше пред неполна година, кога се поставуваше инсталацијата за атмосферска канализација. Дали во прашање е неквалитетна изведба или проектирање на зафатот, но факт е дека за кратко време дел од решетките попуштија и станаа закана за оштетување на возилата. Освен на оваа локација, поправки на коловозот околу шахтите има скоро на сите улици во градот. При тоа, наместо со асфалт, како што е вообичаено, санирањето околу нив се прави со бехатон плочки, што ја доведува во прашање издржливоста и трајноста на целиот зафат. Жител на Спанчево кој е тешко подвижен инвалид бара општина Чешиново Облешево да ја санира улицата до неговиот дом, со што ќе му го олесни одењето кај лекар, но и за други потреби. Ниту такси возилата не доаѓале за да го земат, поради можноста да се оштетат од дупките и карпите на коловозот. По несреќен случај од пред околу 2,5 години, 42 годишниот Бранко Јаневски од Спанчево се здобил со тешка телесна повреда, по која останал неподвижен во долните екстремитети. Проблемот со инвалидитетот не е единствената мака со која овој семеен човек се среќава секојдневно. Пристапот до неговиот дом е отежнат поради дупките и камењата на улицата, па наместо со возило, полесно се стигнува пеш, зашто Јаневски вели дека за него е невозможна мисија. Затоа бара локалната самоуправа на Чешиново Облешево да помогне во подрамнувањето и тампонирањето на коловозот. Природа катастрофа. Пато 500 метра сте видели. Катастрофа е. Снег кој ќе фане, кола никакво не доаѓа. Дожд кој ќе фане исто. Имаше 20 таксисти пријатели што доаѓаат по мене што ме зимат. Оздоле е камен се, закача и колите. И не може никаква кола. Никаква кола апсолутно не може да доаѓа по мене. Доваѓа зимото, беа го ископале од општината Пато. Може да го прават, ништо од тоа. До вадата дојде колата, на амураци ми двајца земаа донесуваме 100 метра до дома. Подршка за своето барање Јаневски добива и од соселаните, кои преку местната заедница поднеле и писмена петиција до општината да се поправи улицата, затоа што во сегашната состојба дури комуналците одбегнувале да му го собираат комуналниот отпад. Барам, ако нема шанси за асфалт, барам да се тампонира и да се санира водата. Оти, кој ќе дојде водата од Ридо, целата е по Пато. Да се санира у шахти и да се спроведе по долу, надолу има тука дол зад куќата. Пато да се санира по ѓубрито, да довајат канта да ми донесат, да дојде утре кола по мене, да ме земе да ме однесе. Ќе фане снег. Кој ќе дојде? Немам ја луѓе тука да доа да ме носат ураци. Мора да имам ја пат добар. За да дојде било каква да е кола. Ниска кола, се која е дојдела, се која е закачила. По повредата, Јаневски останал неспособен за работа, па го изгубил и работното место. Подоцна дознал дека 4 години не му бил платен и стажот, поради што не ќе може да го оствари правото некогаш да земе пензија. Печатница Европа 92 работив, 4 години немам ни ден стаж. А они ми тражат 12 години пензија, минимум, 45 години старост. Ја од тоа немам. Не сум способен за работа, ја не можам никој пат пензија да земам. Невработена е и неговата сопруга, а со оглед дека до средината на оваа година му истекува боледувањето, ќе остане и без финансиски примања за набавка на скапите лекарства, што му се неопходни за одржување на здравствената состојба. Сепак, и покрај инвалидноста, Јаневски е полн со енергија и оптимизам и не се откажува од барањето општината со минимални средства да помогне барем да се поправи улицата до неговата куќа, за полесно да оди на лекар или за други потреби.
Предавање за ХИВ вирусот и сидата се одржа во Општа болница Кочани. Истото беше наменето за медицинскиот кадар, а предавач беше примариот доктор Жарко Караджовски, национален координатор за заразни болести и началник на оделение за тропски и карантински болести, сида и сексуално преносливи болести во Институт за јавно здравје на Република Македонија. На покана на директорката на Центарот за јавно здравје Кочани Благица Ѓурковик, а со цел едукација и информирање на медицинскиот кадар од Општа болница Кочани за два проблеми што се случуваат во државата во врска со заразните заболувања, во Кочанската општа болница се одржа предавање за ХИВ-сида. Медицинскиот персонал се запозна со актуелната состојба на ХИВ-сида во Македонија, како и со состојбата во европски и светски рамки. Понатаму со начинот на трансмисија на ХИВ вирусот, опасностите што ги крие вирусот во делот на лабораториска диагностика и техника, состојба по општини, вклучувајќи и општина Кочани, како и со превентивните мерки и активности што ги презема Министерството за здравство за намалување на ризикот од ова заболување. Целта на второто предавање е меѓународен здравствен правилник, односно International Health Regulations, нешто што е законска регулатива за сите земји во светот, а чиј потписник е и Република Македонија, како би се едуцирале медицинските работници со цел да знаеме како ќе реагира Република Македонија при ненадејно појавување на некој хазард од типот епидемиолошки хазард, хемиски хазард или нуклеарен хазард. Со други зборови, појава или донесување на некое заразно заболување на територија на Република Македонија, непознато, од типот ебола, од типот зика вирус, од типот болести што се пренесуваат, какви што може да бидат инфлуенца, од нов серобиотип. Во вашиот регион нема многу во моментов, значи согласно од 87 до сега има 5 регистрирани случаи, имаме и случаи на ХИВ-сида, имаме и случаи на ХИВ, позитивитет, значи имаме и случаи на сида, меѓутоа генерално не сте во врвот на првите 4 или 5, зашто добри 55% од сите случаи се во Скопје. Во Република Македонија предничат цревните заразни заболувања, кои што сочинуваат повеќе од 50% од сите заразни заболувања. Понатаму варичелата, од која секоја година заболуваат околу 8 или 9.000 лица, како и салмонелата и честите болести помеѓу бегалците, шугата и вошливоста. Доктор Караджовски го спомена и сезонскиот грип, кој се уште го има, како и респираторните заболувања. Загрижувачки се, додаде Караджовски, оние заразни заболувања што ги нема во Република Македонија, а ги има на другите континенти, како например зика вирусот и еболата. Затоа се работи на подигање на свеста кај населението за актуелната состојба со заразните заболувања и кои се понатамошните активности што треба да се спроведат во однос на превенцијата. Смирена и под контрола е состојбата со салмонелата во виница, истакна примариот доктор Жарко Караджовски, национален координатор за заразни болести од Институт за јавно здравје на Република Македонија. Центарот за јавно здравје Кочани сепак презема превентивни активности за држење на салмонелата под контрола. Центарот за јавно здравје ги презема сите активности и потребни мерки за појавата на труење предизвикано од салмонела, што во текот на месец февруари се појави во општина Виница. Сега состојбата е смирена, рече примариот доктор Жарко Караджовски, национален координатор за заразни болести од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, кој одржа предавање за заразни заболувања во Општа болница Кочани. Ги знаеме активностите што се превземени, знаеме што е откриено, салмонела како причинител, знаеме од што е откриено, од сладки торти кои што се поделени повеќе комади на веселби и активностите што се за хоспитализација на болните, за лекување на болните лица, а во делот на превенција, она што стално го велиме, често одење во објекти каде што се произведува тој тип на производи, контрола на исправноста на овие производи и исто така превземање на превентивни мерки за да не ни се случи понатака. Во секоја држава се случуваат труења со храна, значи не може да речеме зошто ги има во Виница. Ги има во цела Република Македонија. Виница во моментот имало хаварија во делот на припремата на храна, дистрибуцијата на храна и манипулацијата со таа храна, на тој начин е направена и контаминацијата. Во месец февруари во Виница беа регистрирани 12 случаи на затруени од салмонела. Сега состојбата е стабилна и сите од заболените се под контрола. В недела 30 март ќе започне летното сметање на времето.
Стрелките во 2 часот наутро ќе се поместат за 1 час нанапред, што значи дека ќе биде 3 часот, а граѓаните ќе спијат 1 час помалку. Како што е познато, во Европа е прифатена конвенција летното сметање на времето да започнува во последната недела од март, а да завршува во последната недела на октомври. Воведувањето на летното сметање на времето генерално им оди во прилог на продавниците, спортските активности, земјоделството и други дејности, кои се поврзани со дневна светлина. Исто така се заштедува електрична енергија, а според некои пресметки се заштедува и потрошувачката на нафта. Следува спортската информација. Викендов се игра 14-тото коло во третата фудбалска лига во која Осогово гостува во Делчево. Во првата лига за жени пак Кочани ќе патува во Струмица на средба со Истатов. Гостување ги очекува и кошаркарите на баскет Дино кои ќе играат во Струга, односно во Гостивар. Викендов се игра 13-тото коло во првенството на првата фудбалска лига за жени, во која ќе настапи само една од двете екипи од нашата општина. Со оглед што Младост Иднина С од Оризари се повлече од првенството, во понатамошните надпреварувања остануваат само фудбалерките на ЖФК Кочани. Тие в сабота ќе патуваат во Струмица на надпреварот против домашната екипа на Истатов. Струмичанки во досегашниот тек на првенството имаат само 2 победи и со 9 освоени бодови се предпоследни на табелата. Поради тоа и не се очекува да бидат сериозен противник за нашите девојки. Уште повеќе што својата надмоќност ЖФК Кочани ја покажа и во минатото коло, кога со ефикасна игра и постигнати 7 гола на стадионот Никола Мантов го совлада Борец од Велес. В недела се игра и 14-тото коло од првенството на третата лига Исток. Фудбалерите на Осогово ги очекуваат тежок меч на стадионот во Делчево, каде се среќаваат со Брегалница Голак. Во моментот делчевчани се наоѓаат на 5-то место на табелата и надпреварот би требало да биде вистинско одмерување на силите. Истовремено, тоа е можност за жолтосините да ја продолжат добрата серија со оглед што минатата недела на теренот во Кочани со високи 7:2 тие ја декласираа екипата на Карбинци. Викендов ќе се играат и надпреварите во третата и младинската кошаркарска лига на Македонија. И двете екипи со кои настапува Баскет Дино ќе гостуваат. Во третата лига младинците ќе имаат тежок меч против Црн Дрим во Струга, додека нивните помлади клубски колеги во М18 лигата ќе патуваат на средба со екипата на Гостивар. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Ви посакувам пријатен викенд. Довидување.